Владата не го прифати амандманот на ССМ кој ќе овозможи линеарно покачување на платите за 2806 денари. Рокот истече денеса, од синдикатот потврдија дека најавениот генерален штрајк ќе отпочне веќе од утре. Утре веќе настапуваме во генерален штрајк, така да вработените од јавен сектор во сите институции 1 до 2 часа ќе излезат пред работната организација од каде што припаѓаат. Не значи тоа дека ќе биде 1 час или 2, него тоа ќе биде повеќе часовен штрајк кој што ќе биде внатре во работните простории. А само 10% од вработените ќе прават одредени услуги, за сепак во одредени хитни случаи, било од кој смисол и потреба, ќе бидат на своите работни места. Докога ќе трае штрајкот кој предвидува да опфати 90% од вработените во јавните институции е крајно неизвестно, бидејќи синдикатот е одлучен во намерата бараното да го добие на овој начин. Ние ќе одиме до крај со нашите барања. Понатаму ќе видиме кои мерки ќе ги зазееме. Штрајкувачкиот одбор, односно претседателството, е секојдневно во комуникации и заседаваме, така да за понатамошни мерки и превземање на акции ќе се договараме. Доколку владата го прифатеше амандманот на синдикатот, според Радовски, тоа ќе беше добитно решение за сите. Бидејќи ова решение ќе го чини буџетот помалку од било кој процентуални покачувања или методологии. Да не има урамниловка, договорот беше колку што се покачила минималната плата за 2806 денари, толку скалето се покачат останатите плати. И се тоа буџетот ќе го кошта 35 милиони евра годишно, од кој по основна придонеси и даноци ќе се вратат во буџетот цирка 40%. Утрешниот генерален штрајк се однесува на вработените во управата, правосудството, здравството, полицијата, комуналните претпријатија и други сектори. Сите заедно имаат 138.000 вработени.